Добре дојде во бекстеж за еден од најдобрите актери во моментов, најактуелни, беше ангажиран и на златна буамара на популарноста, каде што ја насмеа цела македонска јавност, така што веќе високо котираш, но сега добре дојде од Будимпешта Жарко Јовановиќ. Да, добро ме најдов. Точно пред 2-3 дена стигнав од Будимпешта, убава најава ми направивте. Меѓутоа таму беше исто така една, како да кажам, се роди една интересна средба во Будимпешта, си поминав многу убаво и се сретнавме со една, како да кажам, Култна личност. Па, би рекол дека тоа беше една легендарна средба на двајца титани. Објави фотографија на социјалните мрежи, таму се сретна со поранешниот премиер на Република Македонија, Никола Груевски. Тоа беше случајна, спонтана средба или договорена? Па ние случајно се најдовме во 3 часот, точно во тој ресторан, ама случајно. Се шалам. Секако дека тоа ништо не е случајно, дека се договоривме да се видиме, јас сакав да се сретнам со него и тој исто така на него. Негово големо задоволство. Точно, тој баш сакаше да види кој е тој дечко кој што имитира и го менува овде кај нас во Македонија толку време. И така седевме малку. Ти си му на некој начин и благодарен што ти го отстапи местото, така? Па тој ми го отстапи местото, како се вика, не може на некој да му се раздени док на некој не му се стемни, се шалам, но навистина стварно мислам дека така си поминавме убаво време и испивме нешко вино, да видиме што како од каде ми е мене инспирацијата за видеата. Не е ова прв пат јас да се сретнам со некој кој што сум го имитирал. Јас сум правил видеа и со некои други, како се вика, политичари од кај нас. Меѓутоа, ова беше малку поинаква средба, затоа што не беше ни тука, него во Будимпешта бев само заради тоа. И на крај И ти се лути? Не, воопшто, па тој самиот сакаше. Друго е кога да се сретнеме, да, друго е кога нешто го правиш со навредливо, да кажем, ова воопшто не е така, ова е на некој симпатичен начин направено и баш затоа сакавме и двајцата да се видиме и како се вика, тој таму се останува, си седи и ми Даде ли некаков совет мене? Точно ми даде некаков совет да учам англиски и да фаќам џаде да ја напуштам држава. Ако ми се нудат прилики надвор, нели, нормално како на секој човек кој што како што и на него му се има понудено прилика, нели. Жарко, ајде сега малку публиката да те запознае од поинаков агол, некои прашања кои што можеби никогаш не ти биле досега поставени. Ме интересира што е она што кај себе го сметаш за најголем недостаток или мана? Најголем недостаток, па тоа што можеби не свирам некаков инструмент, затоа што сметам дека добро пеам, јас имав и соло пеење на академија, имав и 10 чак, ама мислам дека тоа што не знам да свирам, дека тоа многу би не некој дефект, него многу би ми значело во представите кои што ги играм да бидат да внесе некој друг жар во сето тоа. И мислам дека тоа е тој момент кој што ми фали вака. Надвор од актерството и стендапот, што е твоето хоби? Со што друго се занимаваш, а јавноста не знае? Па ете, спортувам, тренинзи, кросфит, потоа одам на пливање, често знам. И така, некако, кога имам слободно време, сакам да отпатувам некаде, тоа како сега последново патување што ми беше до Маѓарска. И така имам едно многу интересно кутре, јазовичар, оние виршли што ги викаат, и така со него поминувам убаво време и тоа. Ти си релативно млада личност, но дали постои нешто по што во животот чувствуваш носталгија? Кога ќе ти текне, постои време на кое што сакаш да му се вратиш или си сосема комотен тука каде што се наоѓаш сега? Па нормално дека сакаш некои работи да се вратат, поготово да кажеме, еве ја ќе кажам факултетски денови, да кажеме, тоа се најубави денови, кога сум бил, да кажеме, со мојата класа, сме играле многу јаки представи на факултет, како испити. И мислам дека таквите представи, кога ќе се спои една енергија на млади луѓе, 13, кои што ќе дадат еден таков жар за една представа, дека тоа дури не може можеби да се постигне во професионален театар, колку и нели за тоа да сме платени и се, тие студентски денови мислам дека носат еден најубав период за мене од животот. А дали твојот карактер ти дозволува да се извиниш на луѓето кога сметаш дека си во грешка, дека си грешен, или пак си егоцентрик, се извинува ли Жарко Јовановиќ?
Само на прочка. Толку. Не, се шалам. Нормално дека тоа е исто така што ја спомнав од оние доблести да бидеш искрен, едно ти е и да знаеш да простиш, нормално. Да, простувам многу лесно, искрен. Дали постои нешто од што се плашиш, од што имаш страв во животот? Што имам страв? Па не знам, да не испадне нештото по мое, да кажеме. Да не е нешто што сум го јас замислил како такво. Страв од неуспех или страв од да изгубиш. Порано како мал играв и фудбал, да кажеме, тренирав. Вако пинг-понг, велма и фудбал. И секогаш сум сакал кога сум играл за екипата да дадам максимум и секогаш сакам да победам. Значи, така некако сум растен и тој страв можеби кога нешто ти изгубиш и си се спремал, тоа некако ми е малце онака. Ти споменав и пред интервјуто, би сакала, не може да те пуштиме назад во Куманово или во Будимпешта, не знам каде ќе фатиш патот овде, меѓутоа без никаква имитација, едноставно не оди, да ги трнеме малку политичариве на страна. Мене ми е интересно како коментираш некои личности кои што се популарни во последно време на социјалните мрежи. Ајде, една имитација на брачниот пар Плевнеш и со тоа ќе завршиме. Па добро, вие сте во бекстејдж, вие со звезди само зборувате. Не за џабе ме поканивте мене да бидам тука. Јас сум гостувала и во Франција, еве седам сега и во Диор, во некои ресторани. Како се викаше мажу местото кај што седел Сартер, кај што седевме? Се викаше je crois van zonder jonge de Obelix Saint-Jean-Yossi. Ете, гледате, они не ни чуле тука во Македонија мажу за тоа место. Џаби ме, нека скапат сега овие што ќе ме гледат пред телевизија.